Стари возила со месеци стојат паркирани и се распаѓаат на паркингот зад зградата на Министерството за економија. Возилата не се во возна состојба, гумите им се издишани, едното од нив беше со скршена шопер шајбна, кабли ѕирка од хаубата, од реѓосаната каросерија веќе паѓаат парчиња кои беа расфрлани по паркингот. Револтирани жители од околните згради во Капиштец велат дека алармирале кај надлежните инспекции, но тие не презеле ништо. Еден од жителите заедно изјави дека бараат да се отстранат возилата од нивниот паркинг, кои првично биле пред зградата на Министерството, но за време на посетата на папата ги донеле тука. Моментално е голем проблем овие хаварисани возила, кои стојат тука и веќе стојат можда 6 месеци, да кажеме. Станарите пријавуваја у инспекција, меѓутоа никој не презел никакви мерки за да се тргнат возилата. А видите колку се хаварисани возила и можат мали деца да се повредат, затоа што тука некогаш играт и мали деца. Трчат тука, внуциња, едно, друго, трето. Тоа е. А знаете ли чии се возилата? Па, веројатно се од Министерство за економија, пошто они тука функционираат, беа на паркингот, сега се тука кај нас, на овој дел. При влезот на паркингот има табла на која пишува приватен паркинг, заштитен е со столпчиња и тука може да влезат исклучиво станари од трите кули, кои имаат далечински управувачи за отклучување, ни објасни Митра Манчева, претседател на куќниот совет на едно од зградите. Таа вели дека клуч од паркингот имаат и луѓе кои го добиле преку врски, па според неа хаварисаните возила така се нашле на нивниот паркинг. Телекомандер има приватен за зградата. Општина Карпош ни го направи и ние си плативме сите кои имаат коли и така. Јас сум и председател на куќен совет на втори влез. Мене ми следува телекомандер. Никој нити ми подела, а има добиено луѓе кои што опште не живеат тука во близина од други населби. Меѓутоа сите тие имаат некои врски, така да се снашле како и други, мислам, ситуации што се во државата такви. На едно од возилата имаше налепница од комунален инспекторат на општина Карпош со која се предупредува дека е забрането да се паркираат запрежни и хаварисани возила и дека ако не го отстранат ќе следи парична глоба. Од општината потврдија дека инспекцијски служби изрекле казни, но за проблемот не упатија во градски паркинг затоа што тие немале пајак служба и депо за хаварисани возила. Од градски паркинг пак вела дека хаварисаните возила може да ги отстранат возилата со нивните пајак служби, но само доколку имаат договор со општината, која пак сама треба да се обезбеди локација, односно плац, каде ќе се депонираат. Како што информираа оттаму, на територијата на градот има над 2000 хаварисани возила кои узурпираат паркинзи и нема простор каде да се депонираат. Вела дека градот треба да најде законско решение со кое ќе се реши проблемот и на тој начин ќе се ослободат 30% од јавните паркинзи.